Мразулец. На мама и беше роден ден, а Алекс немаше пари да ја купи подарок. Тој немаше пари ниту за свечена роденденска вечера. Во ред, синко мој, рече мама. Ке имаме роденденска забава некој друг ден. Но Алекс сакаше мама да има забава токму тој ден. Ке заработам малку пари и ке ја купам подарок, реши Алекс. Откако мама замина на работа, Алекс излезе. Возрастните одеа со крупни чекори по улицата, брзајки на работа. Уличните музичари свиреа. Една девојка свиреше на флейта, друга девојка свиреше на виолина. Алекс доби идеја. Отрча дома за да земе тавче и лажица. Со трчање се врати назад и застана до музичарите, силно ударајки со лажицата по тенџерата. Толку му се допадна како свири, што дури почна и да танцува. Прекини, ние расипуваш музиката, викна виолинистката. Заработувам пари за да ја купам подарок на мама, објасни Алекс. Премногу си млад за да заработуваш, го прекина флейтиската. Оди удирај по тавчето на некое друго место. Стискајки ја тавата во рацете, Алекс натажено се оддалечи. Набрзо здогледа еден паркиран автомобил. Целиот беше испрскан со кал. Алекс доби нова идеја. Отрча дома, го наполни тавчето со вода и грабна една стара крпа. Се врати назад трчајки и почна да ја мие колата. Кога ќе дојде сопственикот ќе си рече: колку е сега чист мојот автомобил, колку ти должам, млад господине. Чисти се! Слушна Алекс рапав машки глас. Подалеку од мојот автомобил! Пред Алекс стоеше огромен човек со луд поглед. Алекс се обиде да му објасни: заработувам пари за да ја купам роденденски подарок за... Заработувај на друго место! Го прекина човекот. Алекс се тргна настрана. Од другата страна на улицата виде полицаец кој пишуваше казна. Алекс доби уште една идеја. Застана покрај полицаецот и почна да мафта со тавата. Дојдете тука! Им викаше на возачите. Донесете ни ги вашите пари! 3 автомобили застана и тројца лути возачи му се развикаа на Алекс. Што правиш тука? Оди си! Можеш да настрадаш! Полицаецот ја стави својата рака на рамото на Алекс. Зошто стоиш на сред улица со тавче во рака? Го праша. На мама е роден ден, му објасни Алекс. И јас се обидам да заработам пари за да ја купам подарок. Пари, рече полицаецот. Не ти требаат пари. Најдобриот подарок е љубовта. Тоа е нешто што не може да се купи ни со пари. Додека одеше дома, Алекс размислуваше за зборовите од полицаецот. Тој се уште сакаше да ја подари на мама нешто. Но што? Наеднаш здогледа еден мразулец. Висеше на еден олук и гордо сјаеше на сонцето. Прекрасене, си помисли Алекс. Ке го подарам на мама. Таа многу сака убави работи. Мразулецот беше цврсто закачен на олукот. Но Алекс го зграбчи и го откачи. Потоа внимателно го стави подарекот во тавчето. Додека Алекс ситаше дома, помина покрај полицаецот. Имам подарок за мама, му рече Алекс. Полицаецот му мафна и се насмевна. Кога дојде дома, Алекс го стави мразулетот во замрзнувачот. Наскоро и мама се врати дома. Уморна сум, воздивна таа. Ајде да вечераме и да си легнеме. Без збор, Алекс стави 2 свеќи на масата, а помеѓу нив во една голема чинија го стави мразулецот. Што е ова? Праша мама. Ова е мојот роденденски подарок за тебе, гордо одговори Алекс. Мама предпазливо го зеде мразулецот во рака и го лизна. Вкусно е, се насмевна. Потоа го скрши мразулецот на половина
и едно парче стави во својата чинија, а едно во чинијата до Алекс. Алекс и мама заедно ја изедоа вечерата и го излижаа мразулецот. Ти благодарам многу, му рече мама на Алекс. Ова е највкусниот и најубавиот роденденски подарок што сум го добила.